се составени од Господ, зашто све е Господ. Можете тоа да сватите? Господ не е човек што стои горе со бела брада и ќе ве суди вас. Посебно вас ќе ве гледат вака и ќе ве суди. Здраво, другарчина, како сте? Дали сте ми добри? Јас сум многу добар, како и секогаш. До денешната тема ќе разговараме за тоа дали Господ постои или Господ не постои. Господ и постои и не постои во исто време. Ќе почнам муабетов со тоа како еден христијанин си го замислува Господ. Значи, еден христијанин што, мислам вака, првично. Луѓето христијани се делат луѓе што ја прочитале Библијата и луѓе што не ја прочитале Библијата. Значи, масата на луѓе, 99% од сите што ги познаваш ти, никогаш не ја прочитале Библијата. Тие христијани направиле мислење според претходно некој што му кажал, најчесто нивните родители, или претходно што се кажало низ негово општество, што кажале за Господ, и то едно мислење креирале дека Господ е то и то, и дека Господ не е то и то, дека се што е то и то е ѓаволот, а уствари ова е Господ, а ова е ѓаволот, разбирате? И за Господ направиле една слика, конечна слика, дека Господ е некаков човек со бела брада, или не знам како, не гледа нас и тебе те осудви за секоја работа што ќе ја направиш. Тоа е 90% цела маса на луѓе, тоа мислење го имаат за Господ. Според нив е тоа све што си го креирале во глава нивна и дека тоа е Господ, а другово све што е лошо е тоа е ѓаволот, а ова е Господ и дека Господ ако направиш ти нешто лошо, дека тој тебе ќе те осуди. Тоа размислување го имаат луѓето што практично се неписмени. Се извинувам до вас што гледате ова и што сте неписмени, се извинувам, али тоа е вашето објаснување. Сега, да речеме еден атеист како сега, барем јас во мојот живот имам биден атеист, зошто? Од една причина. Значи не дека имам нешто против Господ. Господ е тоа што е, барем така што си го имав објаснато. Значи како што го имаат сите околу мене објаснато, така го имам и јас објаснато, дека то и то. И нешто мене ми чкрипеше низ учењево на христијанската црква и низ нивните дејствија во светот, особено, мислам, во католичка, кај нас малце помалце, ама и кај нас во последно, значи црква во последно е многу материализирана структура, значи е како фирма, работи за пари, само за пари, да не навлегнеме сега во таа тема, има посебно видео за тоа снимано. И сето тоа мене ме доведе до тоа да се запрашам дали вистина имат Господ и дали овој Господ што сум креирал јас во глава, зашто се го креирал некој Господ во глава. Разбираш, се како креирал некој Господ во глава. Дали овој Господ мој е точно или неточно? Дали е вистина така или не е вистина? Дали јас верувам во нешто вуву-ваву или дали јас верувам во нешто што има некаква смисла или што ја знам. Библијата прв пат ја прочитав на мои 19 години, иако што претходно ја имав прочитано само Стар Завет, значи на мој многу мал 10-12 години, само Стар Завет, али на 19 години ја прочитав Библијата низ призма. Значи тоа го кажам низ призма, многу од вас нема да разбере што сакам да кажам фул во видео, ама тие што ќе разбере ќе извлече многу добра поука. Ја прочитав низ призма на материјалистичко и рационално и мерливо. Значи, низ таква призма, значи низ рационална, низ мерлива и низ логична, како и да е. Значи Библијата први не се чита низ логична призма. Значи ако читаш ти Стариот Завет, рибата Господ е во трето лице и ако ти речеш чега како ќе ми се јави мене Господ мене, како може да ми се јави Господ, ќе си ставиш во 1000 прашалници во главата, после тоа имат неколку делови дека на Соломон му е силата во косата, после тоа како тој примерот со Адам и Ева, настанување над првите луѓе, дека Господ од ребро е направил жената. Да работи за кои ти твојов рационален мозок, точно и мојов рационален мозок, ќе рече ова е тежок булшит. Пак речам, се извинувам за тие што се верници, ова беше моето размислување на мој 19 годишна возраст.
ја прочитав низ такво рационална призма и јас сватив дека оваа книга е само за перење на мозоци. Значи, ова видео гледајте до крај, значи ќе има тумбање на овој муавет. И од 19 години, некаде до 25 години, иако што на 19 години се заинтересирав за тоа што значи себе си, што сум јас, кој сум јас, зашто сум дојден, и само такви прашања ме интересирали, иако су и некои други прашања, али во главном тие некои прашања ме интересирали, особено кога открив луцидно сонвење, тоа ми створи друга перцепција за мојот живот и кој сака да научи така, јас имам направено и посебно видео, моите да го гледат во дескрипција, не е небитно. И како работа на себе си, шо си ти, кој си ти, зошто си ти, пичке си материја. Дојдов до заклучок дека рационалниот свет, тоест атеистичкиот пристап на светов, води само кон материализација или вервење во тоа што постои. Ова е стап. Ова е стап. И ова е конечен стап. Иако што ти никогаш не го имаш загледано да ја видиш убајнава на ова. Ова е преубо од нешто. Било што било земи, значи земи некоја, ево ова светло, не го гледате. Ова е прекрасно нешто, светлина, убајна нешто. Ама ти како материјален човек, како атеист, го гледаш ова само како стап. И како алатка за ти да окористиш ова за да го удриш некого или да стегнеш на ова за да се уклучи да снима. Толку. И таквиот вид на размислување ми дојде мене до граница, зашто ти кога станеш атеист на некој начин, кога не вервиш дека нешто има дополнително освен само ова материјално дека постои, имат граница на тоа ако продолжиш ти со твоево учење. Многу е битно ова што ќе кажам. Значи ако продолжиш ти да учиш, во смисла да се истражиш себе си, да истражиш твоја психологија, да истражиш твоја историја, да истражиш твоја историја на целокупно човечанство, ќе сватиш дека во Библијава не се читат и не се учи рационално и било каква книга света. Куранот. Во копија од Куранот. Куранот. Библијана. Било Старо Завет, Нов Завет. Тоа не се читат и не се учит рационално, туку тоа се учит и се читат преку една духовна призма. Разбирате, значи преку една духовна призма. Адам и Ева биле првите луѓе на планетава, пробале од забранетото овошје. Забранетото овошје не е дрво со јаболко, туку забранетото овошје е свесноста што му ја дава тоа јаболко. Разбираш, свесноста што ти дава дека си ти жив, дека не си ти мајмун и дека можеш ти да свараш многу појка. Значи ние се имаме стината у пичку матер, си имаме поврзано цел свет како една топка со интернетов наш, си имаме поврзано цел свет. Ти теквит? Ама то почнало многу од поодамна, значи први страдатели дека луѓето дека може да се користи стапов за ловење, после тоа направиле камен, па после тоа не измислиле, значи ми се згасна батерија. Први што се измислил каменот, па после се измислила железото, го измислиле, па со железото се створила струја и сега ние сме дојдени да ги имаме телефони и да го имаме цел свет во, значи правиме обед во еволуцијава. Али дрвово на забранетово дрво е ја опишви, моје толкување или толкување на такви на стручњаци, ја опишви таа желба за свесност. Значи човеков цело време, модерниот човек трага по свесност. И зошто, пример, ти не би трагала по свесност, да речеме, сами од себе си, со тоа што ќе земиш и ќе читаш литература, која ги објасвит овие некои појави. Се продолжувам јас да ја истражувам, работава нормално преку будизам, зашто будизмов ти вика дека ти си центар на светов, иако што тоа центар на светов може да сватиш многу грешно дека да мислиш дека си најглавен на светов, ама не ти го вика тоа тебе. Тоа туку ти вика дека си ти центар на светов, али не си најглавен, туку ти си центар на твојаво постоење. Туку ти можеш да контролираш све што сакаш, зашто си ти главен на твојаво постоење. Значи, јас сум главен на овие раце, можам да правам вака. Стегој? И преку медитација, преку учења од тој карактер, значи, јас стигнав до еден момент кај што светлината директно ќе те погоди во челото. Овде ќе те погоди.
значи во ова е предел приликат те гаѓаат светлината, е вовде, вака, чело, на средина, pineal gland, се викат делов за чело вовде. И тој pineal gland се отвара и ти сваќаш ушвари како си креиран, како си настанат, од што си настанат, зошто луѓе го мислат така, зошто црква проповеда така. Значи црква многу проповеда на прост начин, го упрости целово учење, зашто свесни се од црквава дека не може сите да го сватат, дека свесно со да ја земе здраво за готово и сегашно со овој момент да го земе здраво за готово, разбирате? Значи многу ќе се изгубите во овој мувет, што кажам со светото со pineal gland, многу ќе се изгубите и многу нема да ви е јасно ова што го кажам. Али доколку сте барем малци истражили за овие теми, ќе си направите комплетна слика како усвари цело време нашава култура, нашаво општество како главен двигател имате религијава, а религијава ни кажа нас дека Господ е ова и ова, за ние лесно да го сватиме. Пази, масата го сваќаат стално лесно. Зашто тие се свесни дека само 1% ќе ја прочитат од сите христијани Библијата и ќе сватат што сака да каже ново Библијата. Значи, после второто читање на светата книга мое, мене ми беше јасно што саке тие усвари да поентират со Библијата. И многу луѓе што ме познаваат, како атеистички настроен, како рационално настроен, како интелигентно настроен, све низ призма на бројки 659, 369, после тоа се преобразвам во едно духовно, како да кажам, духовно битие, каде што материјалниот свет е само дел. Разбирате, материјалниот свет не е све. Значи, кои си атеисти, како што кажа, ова дрво е само дрво и тоа е конечно. Али ова дрво за да стане дрво, претходно било вистинско дрво, значи тоа е од леска, ова е од лешник. Овој лесник бил првен олкав лешник, разбирате, од сково лешниче. Па паднал, се родило дрво и се направило ова и сега го, разбирате? Значи не е све само ова е конечно. Туку овој свет, овај универзум, го кажу тотално сосема спротивното, дека е бесконечно. Разбирате? Затоа научниците цело време се побиват едни со други. Значи, кој излезе квантна механика, многу списи од Њутон, од претходниве научници што биле скроз вистина, се зедело здраво за готово, мислам, вистина докажале дека ова се дешава заради гравитација, ова се дешава заради ова, ова се дешава заради ова. Квантна механика, значи со само појавување на квантна механика во крај 19 век и почеток на 20 век, докажа све обратно од тоа. Зошто? Зашто све е бесконечно и дека за нештото се случи треба да имат и надворешна енергија и дека секој нешто влие на нештото да се случи. Разбирате, значи еден обид го прави тој што еден обид хемиски го прави човеков што го прави обидов, разбирате, тој е креатор на обидов. Мора да има таков некој, значи немој да се деси нешто и да се запиши во постулативи, да речеме ова е дефиницијата за ова, ако го немат креаторот. Разбирате? Што сам да кажам? Значи креаторот е неспорно тука. Дефиницијата за креаторот во било која религиска книга е многу упростен. Зошто? Како што кажав, за да масата се претвори во војска. Тоест, многу е едноставно да ја сватиш ако почнала оваа наша христијанска религија. Значи, први римјани го убивен на Исус. Исус е најјакиот човек на планета што постои и никогаш нема да има појак човек од Исус на планетава. Што постои, значи никогаш нема да постои, ама тој е човек, разбирате, тој е човек, еден човек, исто роден од крв и месо, иако што многу имат за ова полемики, јас нема да навлегам во ова. И тие сватиле дека многу масава на луѓе го поштоват и го признават и овие го убиват и цел народ се креват во востание, во буни, евреиве знаеле дека евреиве се таков и таков народ и христијаниве, мислам овие што се римјаниве, за да ја имат силата повторно над племињата што ги освоиле во тој период, значи истите луѓе стануваат главни
на нашава христијанска религија, за да ја контролира масата. Едноставно, значи, види, ова некој може да не се служи со мене дека тоа е така, али ако малце прочиташ подлабоко во историските книги ќе сватиш дека тоа така, нема ни врска. Не сакам ни да не сакам ни да навредам некого нити ништо. Ова е само моje гледиште, јас имам своje гледиште, нормално јас сум центар на мојот универзум, јас сум и будист, и христијанин, и муслиман, и атеист во исто време, разбирате? Зашо све е вистина, разбирате? Све е вистина, така? И објаснувањето за Господ, откако ќе ве удри таа светлина овде, на некој ќе му се деси случајно. Ама немојте да ги земате шансите да ви се случи случајно. Значи, морате да работите на тоа. Значи, морате да работите на тоа за да ви се случи. Значи, медитирање, молитви, читање на книги, спознавање на различни религии, излегување од комфорт зоната, признавање на други религии, признавање на 300 работа, контемплација, медитација, таму реков медитација, луцидно сонвење. Сето тоа е составен дел од бесконечноста во која ние припаѓаме. И тоа е одговорот на тоа што е Господ или што е енергија. Некои го викаат бесконечност, некои го викаат енергија, некои го викаат Господ, некои викаат дека тоа не постои, иако што е само настроен да го гледат неговиот материјален дел. Разбирате? Јас како материјален дел и ова стапче, и ова светло, ова е све составено од Господ. Разбирате? Све е Господ. Значи, ова дрво и ова дрво, сите дрва, сите растенија, сите микрофони, се составени од Господ. Зашто све е Господ. Можете тоа да сватите? Господ не е човек што стои горе со бела брада и ќе ве суди вас, посебно вас, ќе ве гледа вака и ќе ве суди. Вашето сваќање на таков начин е дека Господ ќе ве суди и дека Господ е нешто надворешно од вас, е само предизвикано од тоа да вие, кои сте биле млади, кои сте биле мали, не сте се информирале, не ве информирале правилните луѓе, туку ви информирале некои луѓе што и тие немаат разбирање за тоа и ви направиле страв дека некој ќе ве суди. А вистина дека ќе ве суди. Зошто? Зашто во Стариот Завет тоа што се јавува од Господ на луѓето, на одреден тип на луѓе, се јавува зашто тие се отворени на тоа да му каже нивнава глава што е право, што не. Мојсей кога му излегол со сите 10 заповеди, тој имал сватено кои се проблематиките во тој век таму и сватил дека тие се 10 проблематики и дека тие проблематики се стварат зло на светов, значи 10 Божји заповеди. Значи него не му се јавил Господ, туку му се јавил високиот на себе си. Ако направиш ти нешто грешно, автоматски високиот на себе си, тоест тоа ти што го викаш Господ ќе те осуди. Во истиот момент нема да се случи потака да те чукнит кола. Не. Немој да сватите така. Значи карма, многу интересна работа и карма да се спомни додека, зашто кармава е еден составен дел од нашава личност и кармава наша ја движиме низ целиот живот. Разбирате, не значи дека ако направиш лошо ќе ти се деси лошо. Туку во истата моментална, значи во тој момент кога ќе го направите нештото и за тоа нешто сваќате дека е лошо, во истиот момент вие сте осудени. Фактички тоа што ви кажуваат вас дека е лошо тоа е Господ. Тоа е вашето високо битие. Разбирате што сакам да кажам? Некој од вас нема да разбере, некој од вас ќе разбере. Значи високото битие можете да стигнете вие многу лесно до вашето високо битие. Не мора да сте цело време Виктор, не мора да сте цело време Трајко, Петко, Рајко. Можете да сте и високо јас. Високото јас, или тоа што се викат Господ, или тоа што си го објаснуваме ние како Господ. Значи, многу е интересна оваа тема и многу сакам да зборам. Сето тоа е составен дел, е составен материјал од бесконечноста, разбирате? Значи, јас и ти и било кои твои пријатели имате различно мислење за тоа што е Господ. Разбирате? Значи, сите имате различно мислење. Ама сите имате некакво мислење. Разбираш? И сето тоа што вас ве суди,
во животов, тоа што е над вас и што ве суди, можете да доприте до него и да го гледате светов низ неговите очи. Тогаш нема да правите грешни дела, ќе сватите дека штетата што ја предизвикате на другите луѓе, значи страдањето на другите луѓе е и ваше страдање. Значи кога направиш на некој да страда, автоматски и ти страдаш. И целата ваша, целиот ваш живот ќе се трансформира и ќе сите војли што ќе ви дојдат, сите желби и идеи ќе бидат процесирани низ тоа високо јас. Значи тоа високо јас, што се викат. Или луѓе што викат Господ. Некои луѓе таа го објаснат Господ, некои го објаснат дека е човек со бела брада, некој што тој живее во нивните глави, ама тие го објаснат со бела брада. Некои викат дека не постои, некои викат дека тоа е енергија, некои викат дека тоа нешто знам дека постои, ама не го видам, значи имат агностици, дур не го видам. Па како не го гледам? Значи агностик. Агностиците се најконтрадикторно е нивниот став, разбираш? Значи за да си агностик, контрадикторен си цело време. Значи ти со самава појава дека постоиш. Дека постои тоа нештото, разбираш? Значи не мора да знаеш дека Господ постои. Зашто ти Господ го има замислено како човек со бела брада и чекаш тој да го видиш. Ти да го види, ама тој нема да дојде, зашто тој не постои, не е таков. Туку тој изгледа низ целиот твој живот иде многу илјади пати. Значи ти иде преку форма на жена, иде преку форма на убо јадење, иде преку форма на убо задоволство, на било каква работа, иде преку таква форма и таква форма мој да го запознаеш ти Господ. Не чекаш бела брада човек што свети Јорги Колозов да дојде да го запознаеш ти, разбираш? Значи не смеш да очекуваш такво нешто, разбираш, не смеш да си толку глуп. Настрана тоа, секој си има свое размислување, секој си има своја догма и секој си има своја гла и секој што сака да допри малце подлабоко во овие учења мора да се запрашат сами од себе си, зашто немат кого друг да го прашат. Може да читаш во книги, може да прочиташ 1000 книги. Јас мислев дека така потправен дека секој ми каже мене во книгиве. Почнав да читам будизам, карма, многу интересна работа, па овие нашиве фиксниве објаснувања, ни одговорот го добива само парцијално, нигде не го добив одговорот како целост. Дури не сватив дека одговорот е како целост. Цела ова целина што ни ја прави нас реалноста. И дека ти и јас сме Господ, составен дел од Господ. Дека ние, дали веруваме во тоа, или не веруваме, или не го гледаме, ние многу сме како коњи. Разбираш, животот го живееме како коњи. Ние сите сме една креација на Господ. И ние како креација на Господ се ставаме во улога на Негов, на Него, на креатори. Креациите што ги креираме, мој да се добри, мој да се лоши. Ако гледаме низ високото јас, сите креации ќе се добри, зашто ќе има добра намера. Уште нешто повторувам ова. Ако гледаме низ високото јас, ако го најме високото нас, јас во нас, ако го стигнеме до таму, ако стигнете вие до таму, ќе гледате цел ваш живот како се расплетви и сите ваши креации ќе се со добра намера. Значи ти на некого да му направиш хейт, или на некого да го удриш, ако намерата тебе ти е добра, за тој човек утре да му е подобро после тој настан, онда ќе го направиш тоа. И цел живот, и цело твое време ќе биде обкружен, мислам ќе биде, да, ово реков, обкружен со чувство на добротија и секој момент ќе го уживаш како да е свет, без разлика дали се наоѓаш во затвор или се наоѓаш во најубата палата. Прашање во околу Господ е многу широка тема. Ама има шанса, јас можам, ако добијам поддршка, можам да направам едно мини учење како македонецов со неговите претходни учења и со негово претходно знаење мој да достигне до високото јас и да достигне до Godhead
и сите негови функции, мислам сите негови акции и креации да се со добра намера. Ако имам поддршка и на ова видео и на други видеа ќе продолжам со ова работа. И едно да ви кажам, значи ова видео е долго, ама ова видео немој да се објасни Господ со кратко видео. Не можам да ви речам ова е Господ. Значи јас сега ќе ви речам ова е Господ. Но вие што ќе разберете, разбираш? Што ќе разбереш од ова Господ? Спробав да ви кажам низ неколку перцепции што значи тоа Господ и што како јас го сваќам и како јас го гледам тоа нешто и како јас го доживувам тоа нешто. Ама едно е јасно. Ако вие сами не го отворите овај отвор овде, ако вие сами не го отворите, оваа приказка што ви ја кажав јас ќе ви е без значење и глупа и за осудвање и за покажување со прст. А ако малце го отворите ова и се отворите самите себе си на бесконечната љубов што ни ја дава нас Креаторот, што нема да прекини никогаш, освен нашето его, нормално кој ја спречи, дали нашето его тоа му е работа, нема да прекини никогаш и цело време ќе е створено да креират само добри работи. Тоа е поентава на секоја религија. Да знаете, тоа е поентава. Проблематикава е во тоа што луѓето не читат и не учат ништо. Туку сакат одговорот да го добиет за 5 минути. Нема за 5 минути одговор за оваа тема. За оваа тема луѓето работат по 100 год, цел живот. Значи монаси работат по цел живот да стигнат и да се запознаат со сето тоа. Јас досега што го кажам во некои 30-40 минути. 30. Кај другачина, ајде, Господ на помош.